До почетокот на 19-тиот век, повеќето луѓе мислеле дека сите живи организми што постоеле биле создадени од божествено битие. Сепак, кон крајот на 18-тиот век, научниците започнале да формираат нови идеи во врска со потеклото на живите организми, базирани на новите откритија за староста на карпите и фосилите кои биле пронаоѓени во нив. Кога биле пронајдени првите фосили, се претпоставувало дека тие се остатоци од животни и растенија кои се уште постоеле. Сепак, колку повеќе се истражувало, станувало поочигледно дека остатоците немале сличности со нито едно животно кое живеело на земјата во тоа време. И колку фосилите биле во подлабоките слоеви на карпите, станувала се поочигледна разликата помеѓу фосилите и современите организми. Во средината на 19-тиот век, научникот Чарлс Дарвин го почнал своето 5-годишно патување низ светот за да собере примероци од разновиден растителен и животински свет. Кога го проучувал живиот свет на островите Галапагос, група на острови на екваторот западно од државата Еквадор, Дарвин забележал дека свингалките, вид птици, кои живеат на различни острови, се многу слични едни со други, но имаат различни клунови и канџи, во зависност од островот на кој биле пронајдени. Овие птици потекнувале од заеднички предок, но еволуирале различно во зависност од различните услови на островите. Од ова Дарвин заклучил дека во природата сите живи организми се надпреваруваат меѓусебно за ресурси со цел да преживеат. Овој надпревар помеѓу единките од ист вид прави организмите да еволуираат. Само најдобро приспособените организми ќе успеат да го преживеат надпреварот, а останатите ќе изумрат. Дарвин овој процес го нарекол природна селекција и ги објавил овие идеи во книгата Потекло на видовите. Доколку сакате да научите повеќе за дарвиновите свингалки, погледнете го нашето видео Дарвиновите свингалки и природна селекција. Засновано на овие сознанија, споредбената анатомија е споредба на градбата помеѓу различни животни. Овие споредби можат многу да ни кажат како животните се поврзани. Например, шимпанза, коњи, лилјаци и делфини. Сите во основа имаат скелет, иако начинот на живот им е многу различен. Истражувањата за фосилите добиени од научниците во 18-тиот и 19-тиот век и од современите палеонтолози обезбедуваат дополнителни докази за идеите на Дарвин дека еволуцијата е процес на природна селекција во кој само најдобро приспособените организми го преживуваат надпреварот за животни ресурси. Зачувани се преодни фосилни остатоци од организми што се чини дека имаат особини кои се вообичаени за повеќе од еден вид. Луѓето се изненадени од сознанијата дека предците на китот всушност се копнени цицачи, кои еволуирале како водени цицачи. Фосилите како овие додаваат уште еден доказ на теоријата дека еволуцијата и развојот на нови видови се јавува преку процес на постепени промени. Во денешно време, молекуларните биолози ја проучуваат ДНК на различни организми и бараат сличности во структурите на ДНК. Колку е послична ДНК, толку се посродни видовите. Користејќи ги овие техники, биолозите можат да бидат сигурни дека луѓето и шимпанзата еволуирале од заеднички предок пред околу 6 до 7 милиони години. Од ова видео ќе научите дека постојат голем број различни методи за анализирање на поврзаноста помеѓу организмите и тие методи ја поддржуваат теоријата на еволуцијата преку природна селекција.